лесно да се излечат во еден континуитет и на еден филозофски начин да се обединат, да се види како тие едно со друго. Ако има цареви, царевите имат палати, ако имале палати, имат уметност, ако имале уметност, имат филозофија, ако имат филозофија, имат наука, што му е дадена да направат оружје, накити, да направат облеки, да направат се она што го овозможува животот и го тера напред. Мислам дека баш македонците од периодот на Филип и Александар имаат создадено трајни вредности во уметноста. Тоа се статуите од цела една тајфа на македонски скулптури, па мозаиците, па палатите, па црквите. Вчера хунзите рекоа вака: од се што видовме, многу ни се бенди со архитектурата, дека и тамо кај нив е иста со чардаци каква што е, али ни направија впечаток црквите македонски. Немавме можности, а сигурно ќе имаме соработка за да им кажеме дека македонските цркви се олицетворение на палатите на царевите, од каде што статуите се покажаа како фрески на зидовите, како мозаиците кои што рипнеа под зидовите, по небосводите, за да е поврза таа уметност која што беше стегана секаде по македонските градови ширум по светот, богато растурена. Овој пат ние ја гледаме збиена во црквите од каде што корените хунзите си ги виделе и тие не припаѓаат на христијанската вера, али се повеќе и повеќе се доближуваат до неа, сваќајќи го своето потекло. Инаку книгите. Јас во Аристотел си дадов една задача, родословието да го видам, не само на Аристотел, родословие на уметниците, родословие на ораторите, родословие на царевите, родословието на сите македонци поврзани со Аристотел во местото кога се создавала светската наука. Како татко на сите науки, тој имал цело време по 40 соработници кои што пишувале, препишувале, а тоа се царските другари, тоа се кнезовите што покасно ја ширеле таа наука по светот. Потоа во Алкомена имам исто така офатено дел Пелагонија. Тоа се царствата. Евридика е мајката на Филип. Кога Евридика се омажила и отишла во Пела, тогаш врската помеѓу принцевите на Филиповото кралско семејство и линкестидите, пелагонците станале уште почврсти и тогаш ни ги даваат сите генерали соработници на Филип, сите царски другари на Александар. Зашто? Парменион, Антипата, Ратал, Кратер, тие генерали на Филип што соработувале, тие се исти генерали и на Александар, заедно со нивните синови и така се шири македонскиот дух, македонската наука, македонскиот накид, македонското оружје, македонскиот начин на живење, кој што секаде во рурални услови ќе го видиме. Исхраната на древните македонци оди во прилог. Еве како тие се поврзуваат филозофите, театрите, медицината, царевите. Во исхраната сите тие артефакти што ги најдуваме, разни грнци, разни садови, златни ексези, уште пред 2000 години, уште од времето кај Архела и кај Филипа, кај Аминта се најдувале на масите кога славеле македонците, ќе ми кажат дека постоела некоја нова, некоја стара, не знам каква, европска култура, кога во тоа време, кога нашите цареви и трпезите биле преполни со најсовремени облици на садови за употреба, за готвење, дури 2000 покасно, до 16-17 век ги гледавме и по филмовите, и по литературата, ги покажуваат европските цареви како черечат месо со раце, ги кинат. А она што е софистицирано, точно тоа е поврзано со македонската династија, царствата, палатите, заради тоа што секој град тоа го содржи. Сега издадовме и книгата за Тополчани во срцето на Пелагонија. Јас на некој начин во сите книги почнувам од преисторијата, од големата мајка, па Македон навамо, па царствата, па филозофиите. И тоа можеме да го видиме и во Алкомена, и во Тополчани, дека се пелагониски царови. Тој круг на
сите тие градови, почнувајќи Хераклеја, па Пелагонија во Бонче, па Астибера, па Алкомена, па Хискана, сите до Лихнида, до Керамиде. Тие кругови на блиски и оддалечени, на 3-4 и на 10 до 15 километри градовите на македонските племина што станале царства, тие имале заеднички третман на животот сличен како хунзите што сега го имаат. Исти накити, исти оражја, истите грци, ѓумови, се тоа што било присутно. И јазикот, и обичаите, сето тоа. Јас се осврнав на судбината на селото, на војните кои што поминале, корените, Стибера, артефактите и се задржав на црквата, која што сите цркви во Македонија се жариште на културното живење и тамо ги има фреските, тоа нешто нечувено богатство во 18-19 век. Црквите во Македонија се најголем доказ за античкото потекло на македонците. И јас тамо во моето село, во Тополчани, во црквата, го најдов архангел, облечен во хламида, на рацете лавја глава, таму ги видов ангелите, таму ги видов сонцата од плочи пред олтарот, сонца 16 краки, 6-7 видови на сонца, со кое што не само таа црква, сите цркви се на исти начин украсувани. Секаде каде што сум видела, ние го сретнуваме тоа македонското и што е сега нашата задача. Ние со Ристо соработуваме и еве сега имаме намера во најблиско време. Да откриеме од плановите нешто. Ние ја издадовме книгата за Филип Македонецот. Го имаме Александар Македонецот, Аристотел Македонецот, Клеопатра Македонката, али Филип сега зголемен. Не обично, како што ни го покажува светската литература, тој бил варварин, што спорел со Демостен, што е добил битката на Херонеја и го убиле. Ама кај се тие околу него царски другави, принцеви? Филип не бил сам, имал браќа, пред него двајца браќа од Евридика родени, па имал полубраќа уште тројца, па имал сестра, па имал. Сите тие имале принцеви. Први братучеди на Александар, на другите деца на Филип, имал и други жени. Тој генот, широко, царскиот ген, присутен насекаде, не само во Македонија, во Пелагонија. Зашто? Како Аминта, што дошол во Линкестида, во Алкомена и во Стибера, се оженил и ги изродил децата и трајно е поврзал Пелагонија со Пела. Исто така, Филип отишол и од молосите Епир. Ја земел Олимпија и тамошните принцеви, тамошните први братучеди и други роднини со Александар отишле до крајот на светот, како што го викаме, до хунзите, од каде што царевите со иста наметка, вчера, завчера една недела, тука ни се шетаат со истите везови, со истите изрази, со истиот ум. Со доказот дека имаме нешто заедничко. Имаме заедничко. Ние би говорили уште најмалку 2 часа токму на темата на античка Македонија и древна Македонија, но времето не гази, веќе го куривме. Јас ви благодарам што бевте наши гости. Може уште 2 збора да кажам? Ајде и да завршиме. Сакам да кажам дека многу неправда се прави према Филип II. Така? Тој е најголемиот македонец, царот на македонците, тоа првиот цар на историјата на светот, затоа што тој под себе 12 македонски кралеви ги ставил, тоа се 12 македонски племиња и тој е прогласен за цар на македонците. И од него, неговата титула ја наследува неговиот син Александар Македонски. Се надевам дека тоа ќе земе место во вашето ново дело за да ги расветлиме овие работи. Благодарам уште еднаш што бевте наши гости и се надевам дека и во иднина ќе трагате по овие наши антички корени. И со новите книги. Со нови книги. И ќе повелете повторно во Колос. Фала ви многу. Ви благодариме што ни овозможиште да се кажеме нешто. Ние продолжуваме понатака, се силиме во урбаните случувања, се градеше центарот на Калино, повеќе зова од градските случувања.